настани во светот Дејан Андоновиќ. Добро утро, колега. Добро утро. Ја зголемуваат ли на политичките настани во светот атмосферата и температурата? По метеоролошки гледано, како што ти влезе во почетокот на емисијата, во светот тропски горештини се, бидејќи нели се случуваат и на политички и на военно-безбедносен план, големи конфликти се веќе познати кои секојдневно нели известуваме, така да на прашањето каква е температурата во светот на политичко и безбедносно ниво, тропска горештина, каде што нели се заканува и суша. Сакам да го започнеме во ова наше утро разговорот со актуелната политичка ситуација во Соединетите Американски држави, барем според некое мое искуство и сознание, досега незабележана во историјата на американската председателска трка, а тоа е денот кога се очекува едниот од кандидатите, во случајот републиканскиот кандидат Доналд Трамп. Не е се уште републикански кандидат. Да, се уште не е, но еден од кандидатите за републиканската за земање номинација на републиканската партија за предстојната трка во председателство. Дека може да биде приведен, уапсен или затворен. Подигнати се обвиненија, околу 30 точки, има едно од овие фаворитиви, ударната игла и многу, да кажеме, популарна во светот е околу порноактерката Сторми Даниелс, која наводно е потплатил за да молчи дека со неа имал афера и некои други работи. За тоа е обвинет Трамп. Трамп во својот стил тоа го искористи веднаш во пиар позиција, односно да на некој начин добие некаков профит од целото тоа, подигна фама во светската јавност, во американската преса, каде што рече ќе одам, ќе се соочам со обвинението и ќе го поништам. Веќе почна да излегуваат Сторми Даниелс, самата порноактерка, почна да дава некакви изјави, гледам по жолтиот печат, го имам видено гол Трамп и тие такви некои изјави. Во секој случај Трамп во моментов е во Њујорк, дојде во Њујорк, каде што со својот правен тим се консултира и во текот на денот според најавите. Велам, сега немаме некои детали, според најавите треба да отиде во судот. Дали во судот ќе го прими обвинението, дали ќе добие сега, тоа веќе нити имам информација, нити па сум компетентен да го коментирам, но нели апсењето на Трамп е една од главните вести кои самиот Трамп ги најави уште пред месец дена. Сакам да ја отвориме дискусијата и да фрлиме една светлина во однос на другите обвиненија за кои се товари Трамп, а едно од нив присвојувањето на државните документи како собствени, со кои американската држава или американскиот безбедносен систем сериозно смета дека Трамп направил повреда на законите. Дали овие документи можат навистина Трамп да го доведат во ситуација да биде обвинет и осуден? Јас искрено не знам, не сум правник, нити па може некој правник тоа да го каже. Тука веројатно треба да сте американец и тие работи да ги знаете. Она што јас знам е дека се индикативно, зошто бидејќи во моментов Доналд Трамп има голем рейтинг кај гласачите, не само на ниво на САД, туку и во републиканската партија, и покрај добриот рейтинг и најавите, односно намерите на републиканската партија за предстојните председателски избори да го номинира Десантес, гувернерот на Флорида. Сепак, според внатрешните анкети, Трамп се уште е фаворит на републиканската партија, од друга страна се проценува. Тоа се проценки, се разбира дека има добар рейтинг и дека при изборната трка со актуелниот председател Бајден или некој од демократите, веројатно би бил фаворит. Велам фаворит, не знам дали би победил, но фаворит. Така да, двете страни на некој начин имаат интерес Трамп да не влезе во оваа изборна трка, пред се поради тоа што се виде дека за време на водењето на Соединетите Американски држави во неговиот председателски мандат многу пати донесуваше контраверзни одлуки кои не им одговара ниту на одредени интереси во внатре на САД и пред се на самите републиканци. Јас ќе потсетам дека многу пати за време на неговиот мандат дел од републиканските видни личности, сенатори, конгресмени многу пати се оградува од некои одлуки на Трамп. Така да, ако земеме предвид дека Трамп беше таков каков што е, за многумина симпатичен, за многумина
опасен за многумина, човек кој со својата политика не оди во интерес на одредени кругови интересни на моќта во САД. Веројатно Трамп би сакале да го тргнат од оваа изборна трка, едно од можностите е сега ова со тие обвиненија, бидејќи има обвиненија и за влезот во Капитол Хил, кога требаше да го примопредаде мандатот, да не зборувам за вмешаноста околу изборите во Русија, со неговите врски со Путин, и сето она што беше тој обвинуван. Јас повторно ќе се оградам како новинар, кажувам тоа што сме го читале, гледале, но и повторно ќе потсетам. Доналд Трамп, без разлика на се, е човекот кој е председателот, кој е единствен председател по новата историја на САД, кој за време на својот мандат не направи никаква војна и воено действие. Кога се врши споредба меѓу председателите на Соединените Американски држави, например Барак Обама и Доналд Трамп, може да се забележат одредени сериозни разлики, особено што едниот е демократ, другиот е републиканец, каде имаше најголемо упориште, односно приврзаници едниот или другиот кандидат. Она што го забележав во првата председателска кампања на Трамп беше врзано за така нареченото бело население од средна класа или работничката класа. Предпоставувам дека оваа популација и сега го поддржува Трамп, меѓутоа по завршувањето на претходниот мандат и оваа ситуација, дали може да се случи напуштање на еден дел од овие работници, кои што или од овие гласачи, а Трамп да отиде во една друга категорија на луѓе да побара нови гласачи? Вака, сега јас можам само да судам според оно што до сега го гледав, да некој да извлечам некакво мое мислење. Трамп има големо упориште кај белото население од средната класа, и јас не знам Десантес какво зборуваме за неговиот републикански опонент, не знам тој како стои меѓу оваа бела средна класа, но верувам дека Трамп, морам слободно да се изразам, човек кој знаеме со што се занимавал изминатите децении и пред да стане председател. Тој е шпекулант, тој е бизнисмен кој 2-3 пати има банкротирано, па повторно се има вратено финансиски. Не ги разбирам јас тие делувања, бидејќи не сум ни бизнисмен конечно, но ми се чини дека во тој стил ја прави сега и политичката, да кажеме, кариера, односно сака да банкротира или у превод јас кидам на суд, ќе докажам и ќе ми се подигна рейтингот. Мислам дека многумина од белата средна класа во САД ќе се поистоветат со Трамп и ќе гласат за него. И ќе гласат за него бидејќи тоа со ова што се соочуваат Трамп, многумина од обичните луѓе се соочуваат. Сега не мора да е афера со порно актерка, може и со сообраќаен прекршок. Но во секој случај, мислам дека Трамп добро го проценува ова и дека може повторно да го привлече да се поистовети секој граѓанин со него. Се разбира, ќе има и малку проблеми какви што имаше и во почетокот пред да го добие мандатот пред колку веќе години, 8, кога имаше бунт на југот од Соединетите Американски држави, па потоа нели се руша некои статуи, скулптури на генералот Ли од граѓанската војна. Сакам да кажам, во Соединетите Американски држави има превирања. Трамп одеше на таа карта да се фатат белата средна класа, да ја направиме Америка повторно голема, му беше слоганот. Тука заигра, тука доби. Сега повторно ќе кажам, понекогаш политичарите, колку и да имаат доверба и ретника и народот, многу пати може да бидат сопнати и од меѓународна заедница, ако сте помала држава, и од своите политички опоненти внатре во државата. Медиумски гледано, дали неговиот изборен штаб во првиот мандат и сега ги потикнува ваквите информации, меѓутоа се добива впечаток дека Доналд Трамп е приврзаник на борбата против длабоката држава или теориите на заговор одат во таа насока, дека Трамп може да го надмине конфликтот што постои сега меѓу Русија и Соединените Американски држави, односно да дојде до мирно решение на руско-украинската војна. Колку ова
теорија на заговор и колку нападот на длабоката држава му конвенира на Трамп да ги добие изборите? Јас сум од оние луѓе кои не верува дека председателот на САД може сам да отиде да го спречи тој конфликт. Треба да има тоа натре нешто и некаква поддршка, обично председател на САД е експонентот на една политика и на една олигархија, како што се зборува, тоа е популарно кај нас. Не верувам, но верувам дека доколку дојде новиот председател на САД, а тоа биде Трамп, а биде Путин, руски председател, реизбран следната година, ќе имат лице да се видат. Они со Бајден не може да седнат на преговарачка маса веќе, бидејќи премногу тешки зборови. Бајден го нарече Путин злосторник. Има подигнато обвинение. Кој би седнал после таков разговор? Ајде да зборуваме реално, ќе мора некој други, некој ќе ти падне рейтингот као политичар. Но што се однесува до Трамп, има информација дека во првите 24 часа откако е подигната обвинението против Трамп, стигнати се за само 24 часа 5 милиони долари, 4 или 5 милиони долари донации на сметка, на негова сметка за неговата председателска кампања. За колку време? За 24 часа. Тоа е за еден ден. Што кажува тоа? Парите се, нели, за нас табула раза од аспект што се 5 милиони долари, што се 4 милиони долари, но како индикатор дека тој има приврзаници и дека луѓето го препознаваат, се поистоветуваат со него или имаат интерес тој да дојде. Не им одговара оваа демократска политика која води Бајден. Од друга страна, не знам дали сега овие новиве гувернери кои би биле кандидати за номинација во Републиканската партија се доволно етаблирани. Не можам да кажам, бидејќи многу малку знам за нив. Десантес е еден од тие што е доста добро етаблиран, доста фален и доста харизматичен. И самиот Десантес излезе и го критикуваше обвинението против Трамп. Сега тоа може да биде и дволично, се разбира, но сепак како човек од Републиканската партија треба да го задржи дигнитетот. Но според некакви анкети што ги пренесуваат западните медиуми, американските, Трамп се уште има најголем рейтинг внатре во Републиканската. Втората забелешка, и со ова би сакал денеска да го завршиме делот за изборите, односно за политиката на Трамп. Она што го забележувам е дека за разлика од минатите години во еден подолг временски период од неколку децении, општиот впечаток на помалку добрите познавачи на американската политика беше дека меѓу Републиканската и Демократската партија или меѓу нивните кандидати, кога стануваше збор за надворешната политика, немаше големи разлики. Сега, очигледно, меѓу овие двајца кандидати и меѓу овие две политики имаме сериозни разлики на меѓународен план и водењето на американската меѓународна политика. Сега се измеша работите со оваа војна во Украина, но генерално ја слободно ќе кажам, обично е познато дека кога се демократите на власт, тука се на Балканот, во Европа, кога се републиканците на власт, се случуваат работите околу Блискиот Исток. Ако земеме, нели, да кажеме, од Реган, Буш, да не ги набројувам, па потоа Клинтон, кој беше демократ, имаше бомбардирање на СРЈ, па дојде Буш, се случи 11 септември, беа нападите во Ирак и Афганистан, па дојде Обама, видовме каква политика водеше, тука добивме и ние, нели, Букурешт, самитот и сите тие работи, па повторно, нели, дојде Трамп. Сакам да кажам, јасно е дека републиканците се повеќе на Блискиот Исток, демократите се повеќе тука. Сега, доколку победи Републиканската партија, јас ќе вратам истата она теорија на која може многумина нема да се согласат, но ми се чини дека со посредувањето на кинеската дипломатија, смирувањето на вечните политички, економски, воено и религиски ривали Саудиска Арабија и Иран, и тука и Сирија на некој начин, која е руско, да кажеме, под руско сојузништво, значи со смирувањето на шиитски Иран, сунитска Саудиска Арабија, се добива сериозен удар за блискоисточната американска дипломатија, односно влијание во рамките на руско-кинеско влијание, кое е многу важно за Блискиот Исток. Според мене, клучна улога ќе игра повторно на Блискиот Исток Турција,
држава која е таму. Од регионална, јас мислам дека веќе ќе стане и супер сила. Зошто? Бидејќи Турција е силна, во НАТО е, има големо влијание во руските региони и поранешните советски републики, што завршуваат на стан, а тие се 15 или 14, имаат туркофонско население ујгури во Кина. Значи, многу е важно за Блискиот исток да видиме кој ќе победи. Дали ќе биде реизбран Ердоган или ќе биде неговиот опонент. Доколку победи неговиот опонент, поизвестно е дека ќе биде прозападно ориентиран и тука може да им удри клин, така го нарекуваат, во настојувањата на Русија и Кина за влијание на Блискиот исток. Доколку победи Ердоган, ќе видиме каква тој политика ќе води, бидејќи Ердоган е близок со Путин и тие сите политики, но знае многу пати и да се врати и да се раководи по тоа дека сепак Турција е земја членка на НАТО. Го отвори прашањето за избори во Турција, иако лично мислев изборите во Европа во 2024 година да ги оставам за крај, па сега ќе направам малку рокада во однос на темите Украина и Русија, ќе ги оставам за крај, а најавените европски избори, односно изборите во неколку европски држави, како втор блок. А дали сметаш после победата на националните партии во Финска, или условно речено благо десничарите, во однос на социјалдемократите, така наречената лева опција го губи здивот во однос на економската криза, ковид епидемијата што беше, и во целиот овој контекст на руско-украинската војна? Дали десните партии доаѓаат на политичка сцена во множество во наредниот период? Па јас прво морам да кажам што мислам, а тоа е дека не знам колку веќе социјалдемократите се леви. А јас изминатиот период бевме сведоци на битка на екстремната десница со десницата. Екстремната десница која не беше задоволна од десничарската опција, која повеќе беше концентрот. Многу повеќе држави концентрот добија внатре во својата партија поекстремна, екстремна е јак збор, но по-екстремна десница и почна да бидат втори или трети на избори. Тоа се случи во Хрватска на последните избори, например, Франција и тоа. Сега ми се чини дека во десничарскиот дел, ако така можем да го наречам, дојде до едно нивелирање, порамнување и обединување. Сега левицата очигледно има проблем, односно социјалдемократијата е премногу отидена во центар, веќе се измеша работите што е социјалдемократија, што се социјалисти, па некако се јави некаква екстремна левица. Ми се чини, моје мислење е дека тоа е процес кој ќе трае, но за следните избори, за овие јас мислам дека десничарите ќе имаат поголема бројка на освоени држави од левицата. Ако можам така да се изразам. И може да се... Но тоа е моје мислење, не мора да се вопра. Може ли да се очекува врз основа на нивните политички определби одредено замрзнување на она што го велиме ние сега гледано од наш аспект патот кон Европска Унија и на некој начин затварање во така наречените национални економии или не интересира повеќе од Европската Унија или од националната држава? Сега постојат многу варијанти кои можеме јавно да ги размислуваме. Една од варијантите е дека според мене очигледно глобализацијата ќе мора да оди повеќе на суверенизам и позатварање со таа значи хипотетички збориме десница, но ја повторно ќе потсетам, ако светот западниот сака да ја сопре кинеската доминација и кинеското наплив на сето ова, веројатно малку ќе ја успори глобализацијата, бидејќи ќе потсетам, најголем бенефит на глобализацијата ја има токму Кина, која со својата доктрина појас и пат успеа буквално да освои сега ја освојува Африка, направи добра дипломатски голем чекор на Блискиот исток. Европа има тие кредити какви ги има, што ги има, а повторно ја морам тој израз да го кажам, гломазноста и трапавоста на европската администрација направи огромна дупка за да може секој од овие малце посилни политики и економии да навлезат. Луѓето кои треба да влезат во Европска унија стануваат, се зголемува тој евроскептицизам, дај да не се лажеме, луѓето веќе име смача
случајно да чујат дека 2035 ќе влеземе во Европска унија или не знам која, што е важно, мене денес ми треба. Сакам да кажам, ми се чини дека Европа и Европа ќе мора да се редизајнира, бидејќи сега Европската унија и Европа според мене е само во служба на Вашингтон и Соединетите американски. И за крај на ова денешно представување на настаните од светот со коментар колега Андоновиќ, руско-украинската војна. Што има ново и дали старото е толку лошо како вчера? Сакам само да докажем во контекст на ова, па ќе се префрлам на Украина, бидејќи е споено дека е во служба на интересите на САД Европа. Не знам дали забележуваш дека Франција и Германија веќе се тргаат. Се појавува она максима на некогашниот министер за одбрана Доналд Рамсфелд, кој ги подели на стара и нова Европа. Се американците во контекст на војната со Русија, морам така да наречам, бидејќи Западот влезе во војна со Русија преку Украина, ја става на, ја засилува улогата на Полска со оружје, со политика, со влијание. Полска и Литванија би требало да бидат земјите кои па историски биле едно кралство, ајде сега да не зборувам, кои треба преку нив да се случува војна. Германија и Франција се тргаат на страна. Мислам дека оваа војна направи да дојде до редизајнирање, ќе видиме како ќе се редизајнираат позициите на државите членки на Европската унија, на европскиот континент. Сепак колку Полска и да е засилувана од Вашингтон, сепак една Германија и една Франција треба да се моторот на таа Европска унија. Во контекст на разговорот за Русија и Украина, на како викаат на истокот стари приказни, на западот ништо ново, војната продолжува, Бахмут е речиси пред пат, барем така јавуваат и самите западни медиуми, дека веќе подигнато руското знаме во целиот град. Што тоа значи ќе видиме во текот на денот. Вчера имаше ликвидација на еден воен блогер, поддржувач на Путин, кој загина во експлозија на бомба подметната во Санкт Петерсбург. Излегува разни теории на заговор од тоа дека е ликвидиран од страна на украинските тајни служби, на западните тајни служби, на руските тајни служби. Влијателен руски воен блогер, кој едни велат дека е удар за Путин. Путин самиот изрази жалење и сочувство јавно, но од друга страна читам сега дека е ликвидиран од страна на руските служби, бидејќи очигледно сакал да ја смени страната. Затоа велам ништо ново, војната трае таму, за жал само бројки гледаме, тоа се човечки животи. Што ќе биде, како ќе биде во иднина, не знам. Русија со денешното, да го споменеме и тоа, од денеска Финска и официјално е земја членка на НАТО, а Русија веќе најави дека ги засили своите западни граници. Вчера ние разговаравме како ги засили со стратешко нуклеарно оружје кое има право да го постави бидејќи на своја територија, бидејќи очекува па од другата страна новата земја членка на НАТО исто така да дозволи поставување на НАТО оружје. И затоа повторно ќе кажам, финците вчера се разбудија со нова десничарска влада, со промена на власта, со тоа дека се членка на НАТО и со некаква закана од разместување на сериозно оружје на нивната граница. Колега Андоновиќ, ни останува да ги следиме настаните во светот и во интерес на нашето добро расположение би сакале температурата во градот Скопје, во Македонија и на планетава да биде повисока за да можеме да се одмориме, а температурата во политиката нека залади малку. Па, ајде, не зависи ништо од нас. Благодарам.